На неколку места во Тетово денеска можеше да се забележи како некои такси превозници, претежно со комбиња, вршат организиран превоз од Тетово кон соседните општини. Велат дека знаат за забраната, но принудени се на ваков чекор, затоа што тоа им е единствената екзистенција. За да заработат, мора да направат неколку релации низ Полошко, за да ги донесат основните намирници кај своето семејство. Јас се борим за леп, се борим, не знам. Имам 3 деца, не ради нигде, мама и тата. 5 луѓе сме куќи, не ради никој. Низ градот и денеска може да се забележат гужви. Дел од граѓаните кои живеат во руралните општини дојдоа со собствен превоз, а тие кои немаат автомобили мораа, како што ни кажаа, да дојдат со организиран, затоа што во градот имале неодложни работи. Ма што да правим, кој е крив сега? Плата земам во Тетово. И од 5 недели што не сум бил во работа. За тоа. Од полицијата велат дека деновиве регистрирале комби превозници, кои не ја почитувале одлуката за забрана за организиран превоз. За сега тие добиваат само опомени. Првиот ден од практичната имплементација на оваа одлука во Тетово, сите прекршители само се предупредува, но сега веќе не е така, се евидентираат и против сите прекршители без исклучоци ќе бидат определени соодветни санкции. Владината одлука за забрана за организиран превоз од Тетово кон соседните општини беше побарана од градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа појасни дека има голем прилив на жители од руралните општини во Тетово, а целта на мерката е да се спречи ширењето на заразата со помалку контакти на населението од Полошкиот регион.